Обилните врнежи од дожд во месеците јануари и февруари 2015 година предизвика поплави на подрачјето на општина Кочани. Поради специфичноста на подрачјето, Рицко-планински и Полски дел, општината Кочани е доста ранлива на поплави. Полскиот дел, кои во последниве неколку години се почести, поинтензивни и опасни. Инаку на Оризарска река исчистени се околу 1100 метри во должина речно корито делница на потек од влезот во населбата Оризари до местото викана Слатина. Нова делница во минатото заради неисчистеното и нерегулираното речно корито, узурпација и обраснато со трева и деградирана шумска вегетација, водата имаше намален проток, што беше и причина за досегашните поплавувања и представуваше потенцијална опасност од идни поплави во местностите викано Лака, Штипски бент, Слатина и други во катастарската општина Оризари и катастарската општина Кочани. На Кочанска река извршено е чистење и прочистување на речното корито во должина од околу 200 метри, делница од мостот на Кочанска река на влезот во село Горни Подлог, низводно 40 метри должина и возводно околу 160 метри према мостот на магистралниот пат А3. На овие критични места, заради неисчистено и нерегулирано речно корито, обраснато со трева и друга вегетација, водата имаше намален проток, што беше и причина за чести поплавувања и представуваше потенцијална опасност од идни поплави. Поради немање на соодветна механизација и пристап од јужната страна на реката, поради цевоводот за топла вода, низводно од мостот во село Горни Подлог се изврши мало прочистување на реката од нанос и дрва од северната страна на десниот брег. На одводните канали во село Прибачево извршен е машински ископ на нанос, градежен отпад со проширување и продлабочување на каналите во должина од околу 200 метри. После поплавите во 2015 година, состојбата на одреден дел на Кочанската река од местото викано Градски стадион до селото Горни Подлог и на одделни места во селото Долни Подлог кај оранжериите е таква да има доста нанос, комунален и градежен отпад, а се обраснати и со ниска и висока вегетација. На овие делници постои можност за излевање на водата надвор од речното корито и предизвикување на поплави. Поради ова, неопходно е акцијата за чистење на речните корита и одводните канали да продолжи и во 2016 година на целото подрачје на општината Кочани.